Делегација на локалната самоуправа Кавадарци и Сојузот на борци денеска положија цвеќе на споменикот на револуцијата на градскиот плоштад во знак на почит на жртвите дадени во Втората светска војна и одбележувањето на 9 мај, денот на победата над фашизмот. Во салата при Домот на културата Иван Мазов Климе беше одржана културна свеченост на која присуствуваа неговата екселенција амбасадорот на кралството Холандија во Македонија Воутер Пломп, градоначалникот Александар Панов и голем број ученици од сите училишта во градот. На 9 мај 1945 година војната официјално е завршена. Овој ден е прогласен како ден на победата над фашизмот, а воедно и ден на Европа. На денешната свеченост во салата на Домот на културата, каде што со пригоден перформанс се представија ученици од повеќе училишта во Кавадарци, на присутните им се обратија градоначалникот Александар Панов и амбасадорот на Холандија во Република Македонија Воутер Пломп. Истовремено на денешното одбележување на Денот на Европа беше промовирана и книгата на Македонскиот манифест Име од светлина и рани, напишена од група автори, а промотори на истата беа Ефтим Клетников, познат македонски поет, антологист, книжевен и ликовен критичар и есеист, и Даријан Венецки, еден од авторите на книгата. Истовремено денеска актерот Диме Коцевски го прочита манифестот составен 2013 година, а се однесува на вечната борба на македонскиот народ за зачувување на името. Притисокот за промена на името може да се квалификува како најнов вид геноцид по физичкиот, јазичкиот и религијскиот, што е модерна измислица на Сати на ЕУ, базирана на нелегалните барања на Грција. Наповедот е нов, софистициран вид холокауст врз македонците. Името е архетип на душата на еден народ, извор на неговиот севкупен идентитет. Изместувањето на само една буква или лепење на придавка представува негова деструкција. Изместување на народот од неговото историско, цивилизацијско, антрополошко и културно лежиште. Сакам да ја искористам и денешното ваше присуство, да го честитам Денот на Европа, најнапред да го честитам Денот на победата над фашизмот, кој што утринава го одбележавме заедно со Сојузот на борците, со полагање на свежо цвеќе пред нашиот споменик во центарот на градот, како и подоцнежното чествување по повод формирањето на Европската Унија. Ова е честитка најнапред до граѓаните на општина Кавадарци, на регионот и на Република Македонија, кои што заедно со политичкото раководство и со сите чинители на општествениот и политичкиот и економскиот живот во Република Македонија тежнеат кон овој идеал, а тоа е полноправно членство кон Европската Унија и НАТО асоциациите, со една единствена цел да тоа биде под името Македонија и да биде со целосна равноправност на македонците, со непостоење на било какви кочници од соседите и пошироко, да Македонија се чувствува исто равноправно како и сите други европски народи. Задоволство ми е што сум тука денес во Кавадарци. Следејќи го патот на виното, мислев дека доаѓам во сончевото срце на Република на Македонија. Но времето денеска повеќе ме подсетува на мојата татковина Холандија. I am here today on the occasion. Овде сум денеска по повод Денот на Европа, Денот на Европската Унија, и вие сигурно сте слушнале и сте прочитале многу веќе за Европската Унија на телевизија, во весниците или на училиште. Основите на Европската Унија се поставени пред 60 години со договорот од Рим, а мојата земја Холандија е еден од основачите на Европската Унија. Холандија, како и Македонија, е мала земја и ние свативме дека најдобро можеме да ги оствариме нашите национални интереси преку сојузи. Сојузи со нашите соседи, сојузи со нашите истомисленици. И ова беше нешто што особено го разбравме после стработиите на Втората светска војна и фашизмот, на кој што се осврна и градоначалникот во својот говор. И само така разбравме дека можеме најдобро да просперираме во едно пошироко заедничко семејство на европските држави. Вие знаете дека Македонски манифест веќе 10 години се бори за зачувување на нашето име. Денес е навистина Ден на Европа, но морам да кажам дека ние македонците имаме едно горчливо искуство со Европа веќе столетие и пол. Тоа е факт.
на разни европски конгреси. Се до Букуреш, буквално Македонија е распарчувана и делена на други, за жал од големите европски сили на Западот, кои се сметат, а именно од овде потекува изворите за европската цивилизација. Тоа се факти и како се случи тоа сега Македонија да се бори за своето име. Нашиот голем преродбеник и револуционер со големи визии космополитски Гоце Делчев рече: ние македонците го замислуваме светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Но што се случува денес, кога живееме ние во 21 век, на Македонија, именно од центрите високи на Брисел, па и на Вашингтон, не е само во прашање Атина, им е забрането да го употребуваат официјално во светот своето автентично име.